имаме некаде околу 2000 пациентки. 8000 пациентки има во општината во репродуктивно здравје. 2500 пациентки имаат здравствено осигурување, но немаат избрано матичен гинеколог, а 1000 пациентки немаат здравствено осигурување. Па, нели со законот кој што е донесен за фантом лица, може да се остварат тоа право за да остварат здравствено осигурување и да се изберат нели матичен гинеколог, матичен стоматолог и општ матичен лекар. Ја врска немам од ништо, ја не идам по гинеколози. Невестата една проверка да правиме. Иначе ја не идам во гинеколог. Не знаете дали има или нема во? Па сега дознав дека имаете, ја носам невестата. А вие каде одите? Никаде. Што ќе ми е мене гинеколог? Ма јак, што ќе доаѓа од Господ, тоа е. Јас одам на приватно. Мене особено ме радува фактот дека потекнувам од ромската заедница како индивидуа која што е образована во оваа област и како со доктор кој што е спремен да работи со ромската заедница. Ме радува фактот дека можам да им помогнам на мојата заедница со тоа што на некој начин и ги едуцирам на одредени медицински, да речеме, медицинска терминологија им објаснувам или пак за одредени процедури. Постои тоа незадоволство, морам да признам. Секако очекувањата и на нас и на самата гинеколошка ординација беа високи, односно дека проблемот ќе се надмине и конечно Шуто Оризари ќе има гинеколог во општината, но сепак постои тој страв дека навистина гинекологот поради немање на доволна финансиска одржливост може и да замине и да ја затвори ординацијата. И еве упатувам апел до заедницата, односно до жените, девојчињата од Шуто Оризари, напоменувам дека секоја девојка со навршени 12 години може да направи избор кај матичен гинеколог.